Пред се добро вечер на сите. Почитуван председател на Република Македонија, господин Ѓорѓе Иванов, почитувани колеги, министри во владата на Република Македонија, почитувани екселенции, почитуван председател на бордот на директори на Макстил, почитувани менаџери на Макстил и на Дуферко корпорацијата. Ми представува особена чест и задоволство да во мое лично име и во името на владата на Република Македонија им го честитам дуплиот или двоен јубилеј на Макстил, а тоа е 50 години македонски челик и 20 години Макстил, односно од приватизацијата на дел од тогашната железара. Колку тоа дело било грандиозно пред 50 години, кажува самата информација и самиот податок, што ние и по 50 години не сме направиле поголемо дело. Тоа е најголемиот доказ колку тоа дело било големо во тој момент. Мене ми оставува особено задоволство да потенцирам или да осветлам уште една страна на железара и нејзиниот придонес не само во индустријскиот развој на Република Македонија. За тоа слушнавме многу бројки, јас нема да должам и да повторувам, но ќе дадам едно светло на еден друг придонес, а тоа е придонесот во образованието и едукацијата. Мене ми поставува особено задоволство што денеска тука ги гледам и основачите тогаш млади инженери во тогашната железара, а потоа носечки кадар при формирањето на Машинскиот факултет во Скопје, моите драги професори, на кои што јас им се заблагодарувам за нивното дело и им честитам на грандиозноста што тогаш ја направи. Ќе тргнувајќи, значи, тие 50 години па навакај, челичната индустрија, а и со самото тоа железара, помина повеќе патешествија и повеќе премрежа. На почетокот на транзицијата, после распадот на Југославија, тоа се закануваше опасност, значи доволно добро викам и без микрофон, значи се закануваше опасност да тоа прерасне во старо железо и да тоа биде исечено во скрап и никогаш повеќе да не постои како железара. И покрај тоа се најде сила да тие објекти некако се приватизираат, иако мое лично мислење е дека таа приватизација можеше да се направи подобро и мислам дека не требаше да се распадне на повеќе субјекти, бидејќи и до ден денеска постојат предизвици кои што се нерешени и кои што произлегуваат од распаѓањето на железара. До ден денеска има нерешени проблеми кои што ние како влада сега ги осознаваме и знаеме, а се надевам дека ќе бидеме од полза и да ги разрешиме. Она што сакам да го напоменам е после приватизацијата на Дуферко, што е само дел од железара, дека има една символична бројка која што е збир на претходните две бројки 50 и 20 години. А тоа е збирот од 50 и 20 е 70, а точно толку милиони евра инвестираше Макстил после неговата приватизација. При тоа, само последните неколку години инвестираше над 20 милиона евра, од кои над 60% се во делот на екологијата, што е за посебно поздравување, имајќи во предвид со какви проблеми се соочуваме, а поготово што Макстил се наоѓа во главниот град на Република Македонија. Она што сакам да го потенцирам, дека Макстил и компаниите како Макстил се исклучително значајни во економијата на Македонија од еден друг аспект, а тој аспект е што се извозно ориентирани. Ние сме млада држава и мала држава. Како мала држава, ако сакаме да бидеме успешни во меѓународниот пазар и да имаме индустрија и она за што се бориме да имаме развој и раст на бруто домашниот производ од 5-6%, тоа не е можно доколку извозот не учествува со 65 до 70% во бруто домашниот производ. Во моментот извозот учествува 50 до 53% и не постојат други механизми и не постојат други извори на зголемување на извозот, освен компании како Макстил и слични на нив кои што можат значително да ги зголемат тие бројки. Во таа смисла, владата направи нова економска политика, направи нови економски мерки, кои што сега се подлежни на дискусија. Јас сите ги поканувам да
ги критикуваат, да ги подобруваат и на крај да ги преточиме во владина политика која што точно ќе ги поддржи оваквите предпријатија. Јас можам само на крај да кажам дека владата на Република Македонија ќе ви биде партнер во вашиот развој, ќе ве поддржиме во секој смисол. Ја користам приликата уште еднаш на крај на сите вработени, на менаџерите, на вашите партнери, да им го честитам јубилеот и да ви посакам уште многу успешни години. Ви благодарам.